Со цел исполнување на клучниот европски критериум владење на правото, со почетокот на 2021 стартува така нареченото прочистување на правосудството. Тоа се овозможи со неодамно усвоената методологија за филтрација со која ќе се врши проверка на функционирањето на судските институции. Ова методологија е составена од неколку документи, но клучен е оној именуван како интерен план за следење на работата на судиите и судовите во 2021. Тој покрај постоечките законски основи за разрешување на суди што ги имаше судскиот совет, овозможува и квалитативна оценка на работата на судиите преку проверки и увиди во предмети што ќе го прават трочлени комисии на судскиот совет. Индикатори ќе бидат отсуство на доволно аргументи во образложението на судските одлуки, несовесни и нецелосни анализи на доказите, укинување на одлуки на пониските судови без соодветни објаснувања, како и зошто се одредува притвор и посебни истражни мерки, динамика на закажување рочишта, намерно застарување на предмети. Целта на интерниот план е пред се утврдување на субјективните и објективните причини за застареност на предметите и за нерешените стари предмети. Ова обврска на Советот е во насока на подобрување на квалитетот, ефикасноста, транспарентноста, отчетноста и одговорноста на судиите, доследно почитување на принципот на владење на правото, неселективност со конзистентни судски одлуки. Промени има и во правилникот за работа на обвинителите, доработени се законските основи во оваа сфера. При проверка на работата на обвинителите за критериуми ќе се ценат стручност и квалитет во одлуките, правните лекови и други писмена, ажурност и ефикасност во постапување на јавниот обвинител, непристрасност и совестност, углед и етичност достојни за функцијата, соработка и почитување на странките и други вработени во обвинителството. Владата уверува дека целта е создавање европско судство, а не делење на луѓето на подобни неподобни. Тие времења завршија, вели министерот за правда. Со поставување на овој начин на регулативата за дефинирање на изборот, одговорноста и разрешувањето на судиите и обвинителите, поставивме здрави основи кои што гарантираат дека нема да има никакви чистки, дека нема да има никаква поделба на подобни и неподобни, туку дека врз основа на јасни критериуми, објективно отцртани во овие акти, ќе се постапува еднакво за сите. Брисел во октомврискиот извештај за земјава во делот на правосудството како приоритети за 2021 ги наведе имплементирање на новите законски решенија поврзани со јавното обвинителство, зголемување на бројот на правосилни пресуди за предмети поврзани со корупција на високо ниво, манифестирање политичка волја за борба со корупцијата. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.